Нема причина за страф од катастрофални земјотреси. Македонија ги има едни од најсигурните градби во регионот, уверуваат надлежните. Според нив, за квалитетна градба, важно е да се почитува целосно законската регулатива. Само така, објектите кои се проектираат и градат, ќе може да се сметаат за сеизмички отпорни. Со донесувањето на првите закони за градба од 64 година, па се до ден денеска, градбата е континуирано квалитетна и би сакал да потенцирам особено последните 2-3 години, кога имаме во Законот за градба еден параграф каде што се бара секој објект во Република Македонија да биде контролиран проектот, а за објектите поголеми од 300 квадратни метра се бара дури и контрола на терен 2 пати на самата конструкција, за да може да се издаде дозвола да се издаде технички прием на објектот. Според Гаревски, посебно внимание треба да се посвети на сигурноста на доградбите, надградбите и објектите кои се реконструираат. Врз квалитетот на градењето, пресуден е и квалитетот на градежните материјали кои се користат, смета извршниот директор на цементарница Усја. Контролата е исто така значена на самите градежни материјали. Ние тоа секојдневно го правиме преку 328 у просек контроли на квалитетот на цементот кој го произведуваме секојдневно. Колку тоа чини многу малку. Мислам дека јавноста и крајниот купец на било кој од становите во градот не знае колку е тоа цената. Цената на конструкција на градежните материјали во самата конструкција е не повеќе од 10% од вредноста на станот. Само со интензивна стручна дискусија и соработка на оваа тема ќе се зголеми значењето на сеизмички отпорната градба и дополнително ќе се подигнат стандардите и квалитетот на градењето, со што ќе се одговори на потребите на современото живење. Ова е еден од заклучоците на домашните експерти кои учествуваа во дискусијата на форумот, организиран од Градежниот факултет од Скопје, Заводот за испитување на материјали и развој на нови технологии Скопје, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и цементарница Усја.